Добар ден, се викам Стефановска Сонја, наставник сум во средното стручно образование училиште на град Скопје Здравко Цветковски, Скопје. За денеска по предметот патишта ќе имаме нова наставна содржина за горен строј на патиштата. За почеток да се подсетиме што беше горен строј на патиштата и што е коловозна конструкција. Коловозната конструкција беше дел од патот по кој што се одвива сообраќајот, служи за безбедно, удобно и економично движење на возилата во текот на проектираниот период на експлоатација или користење. И таа секако мора да ги исполнува определените услови. Елементите врз кои што се врши избор на оптимална коловозна конструкција и се врши нејзино проектирање се сообраќајот или интензитетот на сообраќајот, видот на сообраќајот, карактеристиките на земјиштето, локалните услови, карактеристиките на подолжниот профил на патот. Секако дека денешната наставна единица за порабување на коловозната конструкција ќе почнеме со тоа дека порабувањето е неопходно поради обезбедување на потребна стабилност на коловозната конструкција во хоризонтална и вертикална смисла, коловозниот застор, носивите слоеви, како и за подобрување на оптичко водење при возење. Денешната наставна единица е за порабување на коловозот и на крајот на оваа наставна единица вие ќе бидете способни да опишувате видови порабување на коловозот, објаснувате порабување со рабна лента, рабник и ригола, споредувате трајно и привремено порабување на коловозот. Што и какво може да биде порабување на коловозот? Порабувањето на коловозот зависи од технолошката постапка при изградба на самата коловозна конструкција и според неа може да биде трајно или привремено. Како трајно порабување, како трајно решение, може да се изведе на неколку, односно еве овде ќе посочиме 3 начини. И тоа со рабна лента, со рабник и со помош на ригола. Ќе ги објасниме посебно сите 3 начини. Порабување на коловозот со рабни ленти. Порабувањето на коловозот со рабни ленти се применува, рековме, заради обезбедување на коловозниот застор. Широчината на самите ленти се движи од 20 до 50 см. Тие рабните ленти, се мисли, може да бидат направени како посебен елемент од цемент бетон со марка бетон 30 или во состав на коловозната конструкција од истиот материјал со коловозниот застор. Начинот на кој што се прават како посебен елемент или пак од истиот материјал со проширување на самата коловозна конструкција за ширина на рабната лента може да се рече дека е подобро и поедноставно изведување. Ке се осврнеме на недостатоци на цементно-бетонските рабни ленти. Самите недостатоци произлегуваат од материјалот како цемент-бетон, односно бетон, и ке се осврнеме на неколку од нив. Како прв недостаток е дека се покрути од околните асфалтни слоеви на коловозот. Двата материјали се различни, од кои асфалтот е по-мек и поеластичен, додека бетонот е покрут. Како втор недостаток, ќе кажеме дека е потребна посебна организација на работата на работната група. Понатаму, потребно е минимум 7 дена бетонот делумно да се стврне за да се пристапи кон изведба на асфалтните слоеви, што не е случај за асфалтот. Знаеме дека асфалтот веднаш после асфалтирањето може да се
користи. И понатаму, како недостаток, би го навеле дека се создава вертикален подолжен слој, спој една дилатација помеѓу асфалтниот застор и равните ленти, може да се создаде и денивелација и низ овој спој често влегува вода во постелката и долните делови на коловозната конструкција, се предизвикува слегнување, дури и до деформација на самиот коловоз. На следниот цртеж се прикажани равни ленти, кои што се изведени од ситна камена коцка на првиот цртеж, по горниот цртеж, и на вториот цртеж од цементен бетон. Значи, на самиот цртеж со буквата Т е означена равната лента. Вториот начин е порабување со рабници. Рабниците се применуваат за порабување на коловозот, односно разделување на површините наменети за различен вид на сообраќај и почесто тие се применуваат кај градски сообраќајници. Рабниците во зависност од материјалот може да бидат цементно-бетонски, изработени од префабрикувани елементи во работилница или во фабрика со стандардна форма и големина. Може да се бетонски, лиени на лице место, на местото на вградување, може да се изведат од камен или од асфалтна мешавина. Видови на рабници. Според видот и начинот на поставување, постојат подигнат рабник со вертикални рабови. На следниот цртеж е првиот прикажан, марка бетон 40 или 45, подигнат рабник со кос раб, вториот на цртежот подолу е вториот, и вдлабнат рабник кој се гради на ниво со коловозната површина, тоа е над подолниот цртеж третиот прикажан. Понатаму прикажани се спуштени камени или бетонски рабници, кои што ја разделуваат коловозната конструкција, различните материјали, може да бидат камени, може да бидат бетонски, рековме може да бидат и асфалтни. Понатаму на следниот цртеж е прикажан детал на коловоз со рабник и тротоар. Прикажани се, ова е една градска сообраќајница, каде што тротоарот, односно пешачката патека, е со соодветен нагиб. Сите се изработени од бетон, марка бетон 20, рабникот е со темел, марка бетон 10 и самиот рабник е изработен со кос дел, марка бетон од бетон, марка бетон 30. Третиот начин беше порабување со ригола. Риголата се изведува на места каде што патот е во ископ или засек и ја подобрува стабилноста, односно носивоста на коловозот. Риголите најчесто се изведуваат како цементно-бетонски и може да бидат и од асфалтна мешавина. На следниот цртеж се прикажани видови на риголи, кои што може да бидат во триаголест облик, сегментен облик и така натаму, кои што и од различни материјали. На првиот цртеж е прикажана ригола која што е изведена од бетонски материјал, бетонска ригола, додека вториот е изведена заедно со коловозната конструкција. Привременото порабување се прави во време на вградување и набивање на слоевите од коловозната конструкција. Порабувањето се прави со дрвени летви, ленти или гредички, чија дебелина е еднаква со дебелината на самиот слој во збиена состојба, или пак може да бидат челични како оплати, така наречени челични шини, по кои што истовремено се движи финишерот кој што го врши асфалтирањето. Машината која што ја врши асфалтирањето. Тука на цртежот е прикажано привремено
оивичување со дрвена талпа, односно со дрвени гредички, под А, и привремено порабување со челична оплата, и прикажана е челичната оплата како е прикачена, заштрафена со еден клин челичен, по неја може да биде како шина за шалување, односно се движи тркалото на финишерот. За крај би посочила прашања за повторување за наредниот час. Како прво прашање, зошто се изведува порабувањето на коловозните конструкции? Како второ прашање, какво може да биде порабувањето во зависност од усвоената технолошка постапка за изградба на коловозните конструкции? Како трето прашање, колку изнесува ширината на рабните ленти? Понатаму четврто прашање, според начинот на поставување, какви видови рабници се применуваат? И како петто прашање, како елемент за порабување, каде се јавува риголата, каде и зошто се јавува риголата. Се надевам ќе имате пријатна работа и ви благодарам на вниманието. Довидување.